Здрава Македонија и добре дојдовте во уште едно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Сите сме подготвени во нашето студио, што значи може да започнеме со денешното издание на нашиот квиз. Како и секогаш, така и денеска, прво ќе ги повикаме домаќините во денешното издание, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. А тоа се Игор и Владимир. Повелете. Здраво, Марче. Како сте ми? Добре. Здраво, Марко. Расположени за игра? Расположени су. Да, супер. Домаќини? Со домаќините. Со домаќините, кажи. Опуштено, релаксирани. Да, така. За денеска неки посебни желби да немате вака домаќински да направиме за вас? Паднате лесни прашања, да се историјата, географијата, филмот и спортот. Така, И се. не одга, тоа да не беше трик се. Зеа контра. Ти не мислиме ние од тие, неќе му дадеме другу ствари, другите теми се. Расположени како и секогаш, тоа ме радува. Да не сакате вие да си додадете нешто или Исто поздрави. А да ги поздравиме дома. Домашните и фамилија, најбитните тие се. пријателите, другарите. така. Поздрав и од мене до сите нив. Да не ви го земам повеќе времето. Знаете која кабина е ваша, домаќини. Повелете по домаќинската кабина. Благодариме. А во нашето студио подготвени чекаат и нивните противници. За прв пат во Листа за 300 Љубинка и Никола. Повелете. Здраво. Добре ми дојдовте. Како сте, Љубинка? Добре. Здраво, Никола. Добре ми дојдовте уште еднаш. За прв пат, ако не се лажам, во Листа за 300. Како сте? Супер. Ви се допаѓа амбиентот, атмосферата? Да. Не ми личите како да имате трема? Не. Супер, многу ме радува тоа. Ајде на кратко, Љубинка, да те запознаеме. Љубинка Думовска, акушерка во пензија, веќе 5 години. Како животот во пензија? Многу убаво. Многу убаво. Да се дочекате Супер многу било. убаво. Дај Боже да се Си го дочекам. пополнувам времето. Супер. Што имаш? Си имаш некој хоби? Што си Ги пресвој гледам слободно? сите квизови, чекање. Имам мач, си го чувам мачето и тоа. Супер, значи работиме и на знаењето секој ден. Да. Одлично, Да. супер. Никола? Јас сум дипломиран општествен научник, комуниколог. Моментално студирам конфликт и развој. Значи уште Се дополнуваме. трудам. Браво, супер. Одлично. Исто така, со мама гледаме квизови цело време, секој ден. Се натпреварувате меѓу себе кога гледате квизови? Кој е подобро? Понекогаш. Понекогаш? Супер. Одлично. Чива беше идејата денеска да дојдете? Заедничка мислам. Да. А сестра ме не пријави. Да. Керка ми. Така, супер. Сестра му. Одлично. Како се вика сестрата? Керка. Александра. Александра, поздрав до Александра. Колкава е Александра? Тука е. А, тука е? Да. Здраво, па се 35. запознавме, баш ми е мило. После ќе те викнеме и тебе. Супер, уствари после ќе те пријавиме и тебе. Да. Нема да излегаш кога ми ќе Па дојде. ако си замени Никола, може со не знам. Така ќе направим, супер, одлично. Да не ви одземам повеќе внимание, ниту концентрација, да не сакате да поздравите некој. Поздрав до сите што не знаат и што не знаат. Супер. Сите што гледаат телевизија, тоа. И тато да си го поздравиме и тој дојде со нас. Добре, супер се поправиме. Цела фамилија. Одлично, Цела голем поздрав. фамилија, Александра исто не гледа, знае. Супер, голем поздрав и од мене до сите. А сега, предизвикувачи, повелете во предизвикувачката кабина. Игор и Владимир, односно Љубинка и Никола, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, сите заедно да ги провериме истите, дали функционираат онака како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел, ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домаќините. Љубинка и Никола, дали се слушаме? Да. Се слушаме. Може Немаме. малце погласно. Може малце погласно, сега ќе го средиме и тоа. Во продолжение, вака, ако имаме некој проблем технички, веднаш да ми сугерирате. Ако нешто не ме слушнете, не ме разберете, исто така веднаш да ме прашате. Препрашам. Договорено? Договорено. Сега ќе го средиме проблемот со тонот, а ќе исклучиме сега кабината на Љубинка и Никола за да провериме кабината на домаќините. Игор и Владимир, дали се слушаме? Да. Дали ќе вас доволно гласно? Добре. Супер. Да. Домаќини, може да започнеме? Може. Супер. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини. Проблемот кај Љубинка и Никола е среден, што значи може да продолжиме понатаму. А продолжуваме секако со првата лицитација, односно првото надавање. Темата за истото гласи.
Машки презимиња кои завршуваат на ски без В пред него. Бараме машки презимиња кои завршуваат на ски, односно С, К, и во кои пред ски ја нема буквата В. Секако, на други места во презимето, буквата В може да ја има било каде. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Ке ви дадам еве помош со моето презиме. Моето презиме е Новески, што значи тоа би било вистинскиот одговор. Доколку кажете Новевски, ке биде одговорот погрешен. Се надам дека ги разјаснивме работите, но ке ги прашам и натпреварувачите. Игор и Владимир, дали не е јасна темата? Јасна е темата, да. Па да. Ај ќе разјасниме по пат после. Љубинки Никола, дали не е јасна темата? Да. Новески има В. Не, ама пред ски да нема. Пред ски да нема. Пред ски да нема. На друго место може слободно да има било каде во презимето. Јасно не е сега се? Јасно. Супер, одлично. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеската улога им припадна на Љубинка и Никола. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домаќините, а Љубинка и Никола, кога ќе имате понуда, споделите со нас. 10. 10. Започнуваме со 10. 15. 15. 20. 20. 1. 21. 25. 25. 1 плюс. 26. 30. 30. 1. 31. 33. 33. 35. 35. 36. 36. И 7. 37. 38. 38. И 9. 39. Рам до 40. Стигнавме до 40. Само да нема буква В пред. Да нема буква В пред ски. Пред само На речи. друго место може да има Може, слово. може да има. И 1 плюс. 41. 42. Едно повеќе 42. 45. 45. 48. 48. 50. 50. 54. 54. 55, ајде, 55. 55. 56. 56. Нека одговара. Нека одговараат. Да одговараат. Ајде, Игор и Владимир, почуваме со одмор, се шедиме за после, за понатаму. Љубинка и Никола. Како вика тоа, прво па мачко, Да. нека биде така главето. Тајде, вие самите ќе имате шанса сега, како за прво учество во листа за 300, да си го отворите резултатот. Имате шанси секако тоа да го направите со позитивен, нели, резултат. Темата беше машки презимиња кои завршуваат на ски без буквата В пред него. На друго место може слободно да има буквата В. Јас сум прилепчанка, така да. Така, јас сум од Брото тој дел, Новески, не знам како дојде. Апостоловски се одбран. Така, готово. Да не ги трошиме презимињата сега вака во празно. Имате тука 56 празни полиња, ни требаат 56 презимиња без В пред ски, за да го освоиме првиот поен. Кога ќе бидете подготвени, започнете слободно. Апостоловски. Апостоловски. Алиоски. Така е, Алиоски точен одговор. Адемоски. Адемоски. И Адемоски е точен одговор. Андоски. Андоски. Така е, Андоски точен одговор. Андоноски. Андоноски. И Андоноски е точен одговор. Ачковски. Ачковски.
Така е. Атанасовски. Атанасовски. Дечачковски 60 во Македонија. Така е, точен одговор. Богдановски. Богдановски. Така е. Бучковски. Бучковски. Бучковски 21 во Македонија, точен одговор. Белчевски. Белчевски. Белчевски 16. Не премногу, но доволно да биде точен одговор. Беловски. Беловски. Љубинки Никола, Беловски, нема Беловски. Само 15 Здравје. во Македонија. Не очекав дека толку малце, искрено очекав дека повеќе има на барем Беловски, очекав дека повеќе и за Беловски викам тука некаде ќе бидат, ама не се испостави така. Ништо не е готово, ова е само првата лицитација, првото надавање, сега ќе играме уште една. Имавме многу полиња, 56, изигра на таа карта и вашите противници на грешка да фатат евака на кикше на деконцентрација, затоа што има многу одговори, или на неискуство ако сакате. Но евака се гради искуството од друга страна, па сега нема да биде вака во втората лицитација, да. Опуштено и сконцентрирано само во продолжение, без разочарувања, се може за миг да се промени. Игор и Владимир, убаво одиграно, паметно го искористивте нивното неискуство, таман за да си го приграбите и првиот поен со седење. Да. Тоа е тоа. Одмарете. Министерски. Министерски. Да прочитаме некои машки презимиња кои завршуваат на ски, кои немаат В пред ски. За жал, како што рековме, Беловски го не е регистрирано, може има едно, две, но треба, како што знаете, најмалку 5 мина наши жители да го носат истото презиме за да бидат заведени во Државниот завод за статистика. Тука ќе ги кажеме Амедовски, потоа Арсовски, Ацески, Богатиновски, Божиновски, Велески, Данески, Димески, Димитриевски, потоа Ѓоргиевски, Ивановски, Илиевски, Јанески, Јовески, Јолески, Костадиновски, Костовски, Манески, Мојсовски, Николовски, Новески моето, Павловски, Поповски, Ристески, Тасески, Тодоровски, Трајковски, Цветковски и така натаму. А сега, драги гледачи, како што реков, ниту за едните, ниту за другите ништо не е завршено, затоа што имам уште едно надавање, односно уште една лицитација за играње. Па да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи: удирачки и дувачки инструменти. Бараме називи на удирачки или дувачки инструменти од целиот свет. Разни инструменти направени од шишиња, канти или други секојдневни материјали не се признаваат, исто како што не се признава ниту инструментот мој. Така да знаете, вакви инструменти не се признаваат. И моја сугестија до надпреварувачите е стварно да не експериментирате, играјте со оние сигурни инструменти што ги знаете, барем за почеток, нели, за да не направите непотребна грешка. Игор и Владимир, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Љубинка и Никола, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Љубинка и Никола. Па ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Љубинки и Никола, кога ќе имате понуда, кажете ни ја. 5. Започнуваме со 5. 10. 10. 12. 12. 13. 13. 15. 15. 20. 20, да. 20. Нека одговарат. Да одговарат? Да. Договорено. Игор и Владимир, Љубинки и Никола, сега реши и они да одморат малце, да приграбат сили за случајно ако си играат пенали и ви дадоа шанса вие да одговарате. Како што реков, темата е удирачки и дувачки инструменти. Немаме многу надавано, 20 полиња
треба да пополниме, па кога ќе бидете подготвени, да почнеме. Добро, може. Саксафон. Саксофон. Така е. Кларинет. Кларинет. Така е. Труба. Труба. Така е. Хорна. Хорна. Така е. Кавал, може. Кавал. Кавал. Точно е кавал. Зурна. Зурла. Зурла. И зурла е точно. Тарабука. Тарабука. Така е. Тапан. Тапан. Така е. Сега бумјеви. Добро, Тапани. Тапани или тапани бубњеви? сет или бубњеви. Добро, се разбираме, да. Како тука ми се пишени како тапани сет, ама и бубњеви се подразбира така да. Чинели. Само момент, тапани сет да го, ете така, се тапани, Чинели. чинели. Така е. На пола сме. Тромблонска труба. Тромблон. Тромблон. Да. Само не е тромблон. Тромболина. Нема, не постои таков инструмент. Па тромбон нема. Нема тромблон. Се извинувам. Гледаш, нема тромбон. Како? Да. Туба. Правилниот израз е тромбон, а тромблон беше тромблонска мина. Да. Да, а тромбон е називот на инструментот, та големата труба, како што рече. Ки играме пенали. Добро, пева. На мое задоволство, не толку големо на нашите надпреварувачи, знам дека ниту на едните, ниту на другите не име многу мерак, си викаат како не успеавме двете лицитации да ги земеме една по друга, за сега да не се замараме, ама тоа е што е на мое задоволство ќе играме пенали. Но пред да најавам темата за пеналите, прво да им честитам на Љубинка и Никола, и вие сега со седење поен си земавте, денес си се реванширате едни на други. Ама сега нема бегање ниту за едните, ниту за другите на пенали, одговараме на поред на едните па другите, се додека некој не погреши. Игор и Владимир, внимателно сега и на пенали за вас, мислам, за ниту едните, ниту за другите ништо не е готово, баш напротив сега допрва започнува вистинската игра. Но како што реков, пред да соопштам темата за пенали, да кажеме дел од оние удирачки и дувачки инструменти, имаме тука удирачки бонго, барабан, вибрафон, гонг, дајрет, звоно, конга, кастанети, ксилафон, потоа там-там, тимпан, триангл, целеста, цимбало, па имаме дувачки инструменти, англиски рог, вувузела, гајда, двојанка, дипла, диџериду, дудук, потоа контрафагот, обоа, пиколо, саксофон, сузафон, тромбон, туба, усна хармоника, фагот, фанфари, флейта, исто што и флаута, фрула, хорна шупелка и така натаму. Ги имам тука повеќе од 100 удирачки дувачки инструменти издвоено. А сега, драги гледачи, како што рековме, резултатот изедначен, пеналите ќе бидат тие кои што ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ни се придружи тука на главната сцена и ќе има шанса да си освои убава парична награда. Темата за денешните пенали гласи: зборови од песната "Тугината пуста да остане". Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во песната "Тугината пуста да остане". Ги признавам и зборовите кои се разликуваат макар и со една буква. Зборовите од насловот не може да ги кажувате. Уште еднаш ќе повторам, ги бараме зборовите од песната "Тугината пуста да остане" или онака како што си ја знаеме "Тугината пуста да остане".
Игор и Владимир, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Љубинки и Никола, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека на пенали први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи. Таа улога им припадна денеска на Љубинка и на Никола. Одговараме на поредно едните па другите, се додека некој не погреши и кабините се вклучени во текот на целата игра, што значи бидете внимателни. А сега да започнеме. Љубинка и Никола, кој е вашиот прв одговор? Та. Така е. Ливето. Либето. Така е. Раздели. Раздели. Точно. Кажи. Кажи. Игор и Владимир. Кажи нема во песната Тугината пуста да остане. Сега ќе ви го прочитам и целиот текст, за жал, кажи го нема. Игор и Владимир, многу ми е жал што денеска мораме да се простиме. Супер ни тргна и другарувањето, дружбата што ви рекле. Почнавте парите да ми ги зимате. Но, од друга страна, знаете и самите дека вратите ви се секогаш отворени за надпреварувачи како вас. Секогаш студиото е отворено и секогаш сте добре дојдени. А сега им честитам и на Љубинка и Никола. Успеавме на пенали да се вратиме и да направиме пресуд. Така, дали ви текто после вие што ќе игравте доколку кажи беше точно? Ја знам целата песна. Ја знаете целата Да, песна? да. Баш ми е мило, Љубинка. Одлично. Ај па во следна прилика ќе видиме сега парите од кога ќе ги земете, може да запееме заедно Може. после во студио. Зависи колку. Да, зависи колку. Така. Љубинки и Никола, честитки, за кратко ќе ве повикам да ми се придружите тука на главната сцена и ќе имате шанса да си освоите убава парична награда. Но пред да го направам истото, да ги прочитам песната Тугината пуста да остане или Тугината пуста да остане. Тугината пуста да остане, таа од либето ме раздели. Таа од либето ме раздели, што го љубев време 3 години. Сите печалбари си дојдоа, само моето либе го нема. Денен ноќе на порти го чекам, везден плачам и на него мислам. Ке ве прашам, млади печалбари, дали го видовте моето либе? Дали го видовте моето либе од печалба дома да си иде? На 3-та година писмо прати и ми пиша неа да се врати. Не се враќа, друга си заљубил и за неа тој си се оженил. Тоа бе зборовите од песната Тугината пуста да остане, а сега време е да видиме што ќе направат Љубинка и Никола во продолжение. Ќе бидат сочени со темата од нашата листа и ќе имаат шанса да си освојат парична награда. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по пузата. Љубинка и Никола ми се придружија тука на главната сцена. Темата е подготвена, но пред да им ја сообштам, знаете, самите драги гледачи, мора да протрчаме низ нашата листа, да се подсетиме како стојат работите со истата. Таа не е составена од 15 празни полиња, кои што треба да ги спишеме со точни одговори за да освоиме онаа максималната парична награда. Во меѓувреме за 3 точни одговори пак следуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заменувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. Љубинки Никола, преска според пеналите заклучив дека сакаме музика, сакаме да пееме. Дали имаме некој пејачко искуство? Не. Не? По дома? Не. Не ни по дома? Под туш само. Само по туш, Никола. Знам, и јас само таму се осмелувам да пеам. И тоа чудна работа е. Во тоалет додека сум многу убаво мислам дека знам да пеам, а моментот кога ќе напуштам тоалетот, више гласот како да ми се менува. Ми мутира некако, не знам. Не знам што се случува, но сега да се вратиме на тоа што сме дојдени тук. Имате шанса да си освоите убава парична награда. Темата ни е поврзана со музика, па искрено се надевам дека Дека ќе видиме. ви се погоди. А слушайте, добри вие, драги гледачи, денешната тема на која што го тестираме нашето знаење, се извинам, гласи песни на Јонче Христовски. Бараме наслови на песни кои ги компонирал или ги спеал нашиот легендарен автор и пејач Јонче Христовски. Обработки на стари народни песни, спеани од него, не се признаваат. Како што реков, бараме наслови од песни кои што ги пеел и кои што ги компонирал. Тука јас имам повеќе од 50 заведено. Се надевам дека ќе знаеме барем. Имам кој ќе напели старе негова. Ако умрам и загинаме негова. И сега... Таа е верно, другари, ако умрам и загинаме. Мислам дека Македонија
Мама. Супер сте. Браво, за сега, Љубинка, одлично. Ајде, ако умрем и загинам, Ако умрам или загинам. Погрешен одговор. Се зеса. Ако умрам или загинам, прв точен одговор за Љубинка и Никола. Уште два ни имам требаат. куќа на Пелистер. Само момент. Така е. Македонско девојче. Македонска девојче за 50 евра. Македонска девојче, трет точен одговор и честитки за првите освоени пари во листа за 300. Е, се века. Продувам? Мише, и сам јутре се одмишува на полека малце. Ако се блокирана. Ако не продувам. Од мене ќе имате две асоциации да ви помогнам. Толку смеам, иначе ќе ме караат. Ама чекај да видиме дали ќе ви треба помош. Имаше за жена една. Мора да има за жена. Кој ќе влезе во виспата. Ама, А што е, кој го каже преска? Па каже 4 на почеток. Има една песна за нешто што не даваме. Името. името не си го даваме. Ајде, името не си го даваме. Полегате. Да. Полегате, размислете убаво. Си оди името. Ако не ги знаем. Да, затоа што мора барем 3 да знаме, затоа ви викам по полека да се преслушате меѓу себе за да не почнеме да редиме низата, да не можеме да завршиме. Чекај малце, Затоа. чекај малце, момент. Да, по полека. Иде. Кој го каже четвртото? Не го знам кој го кажа. Јонче Христос. Јонче Христовски, ама. Мене воопшто не ме текнуваат. Не ти текнуваат. Не, воопшто. Кој ќе влезе во виспата, со носете на вратата со главата, ама како беше песната? Ама не ми текнува с песна. Следниот пат. Ајде. Да си ги земеме овие 50 евра, да не си одиме со празни раце, што викаме, те така. Да го оставиме кесето одврзано Сега, ако и ќе да го го прочиташ, помниш. ќе- Леле, да. Да сега ќе ти биде криво, ама нека не ти биде, ќе имате шанса повторно да освоите парична награда веќе во следното издание на листа за 300. Но ќе мора повторно нови противници да поминете, нови теми да одговарате. Како и да е, честитки. Не си одиме со празни раце. Прво учество, си освоивме и парична награда, може би не е нешто посебно големо, но Толку е. да тргне работата. Да. Сега, вака, Љубинка и Никола. Песни од Јонче Христовски, имаме Битолчани меракли, виното и песната, Да ме молат не се женам, Едно име имаме, Живот е мој, пота Коце Бербер од Чалгаджијата. Таа беше песната. Маро Мацо, Ој Вардаре Македонски, Свирете ми чалги, Се собрале сватовите Румбаба, Умреа Батко Ѓорги, а потоа ги имаме тука исто така Абре Ѓоре, Лаш го Ѓоре, Ајде пушки пукат. Чекај да најдем, мислам дека знам и на што мислеше модерна си имам жена. Ето така. Така, море Максим има лоша жена. Мој роден крај. Напред Вардар, Не задевај се Моривендо. Проклета судбино и така натаму има многу песни Јонче Христовски. Како што рекав, драги гледачи, Љубинка се извинам и Никола, има шанса да освојат поголема парична награда, но и ова што освоја не е за подценување, сепак како што реков, започна пете една победничка низа која што се надеваме дека ќе потрае подолго и ќе имаме шанси, нели, да го зголемиме и финансиското конто. А со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на нашиот квиз. Секако во продолжение останете со програмата на телевизија Сител. Уживајте во истата и чекајте го следното издание на нашиот квиз. А до тогаш никако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!